Јас би сакала само да се надополнам на констатацијата на господин Змјанац во делот на сослушувањето на жртвите на овие кривични дела. Во 2007 година беше усвоен Законот за малолетничка правда, Министерството за правда беше носител на овој проект, во кој што одредби меѓу другото во 5-тиот дел од овој закон е содржана посебна глава која што се однесува на заштита на малолетни жртви на кривични дела. При тоа, овие одредби бараат и упатуваат, меѓу другото, во постапката што се води за кривични дела во кој што малолетникот се јава како жртва, судиите, јавните обвинителства и сите други надлежни органи да имаат знаење и искуство во областа на правата на децата и кривично-правната заштита на малолетниците. Исто така во овие одредби се содржани правила и за сослушување на малолетникот жртва во текот на постапката, при што се укажува дека судот потребно е да води сметка за личните својства и карактеристики на малолетникот, понатаму најмногу 2 пати да биде сослушан, а по исклучок 3 пати. Исто така се воведува можности за користење на овие технички средства за пренос на слика и звук, со што ќе се избегне директното соочување на малолетникот жртва со обвинетиот во постапката. Почитувани, јас ќе ве замолам да се придržуваме на темата, значи за педофилијата. Се надам дека ќе имате директни прашања. Ова тема не е исцрпена, не е третирана ни медиумски повеќе, ни секојдневно да речем. Од која причина не знам, не сакам да коментирам. Но еве ви можност. Вистински луѓе на вистинско место може да ви одговорат на прашање. Повелете. Кој се јава? Ало? Да, добро вечер. Добра вечер. Добра вечер. На телефон е доктор Стојадин Номовски. Повелете, господин Номовски. Поздрав до вашата емисија, особено до вашите гости и се разбира специјален поздрав до моите колеги кои што се ваши гости вечерва. Благодариме. Зафатена е една тема која што е болна не само во Македонија, но и насекаде во запазната цивилизација, ќе речеме, и која што како проблем може да се решава само со сериозен и мултидисциплинарен приод. Како прво, треба да се разгледаат кои се причините за појавата на вакви девијантни појави, нели? Заедно со другите криминални и девијантни појави во општеството. А потоа, дури да се помине на казнени мерки, превенција и така натаму. Казните само како казни да ги имаме како во законодавството не се доволни, затоа што токму неизбежноста од казната е тоа што ги држи криминалците или било кои престапници подалеку од престапот. Ако ги гледаме причините за појава на вакви девијантни состојби, колегите може да дебатираат повеќе по таа тема. Секако дека идентитетот кој што е под сериозен притисок, особено во последните години, а тоа е на Запад веќе со години, значи идентитетот е тој кој што ги нема своите основни содржини за заштита и за отстапување од вакви девијантни појави. Значи имаме криза на идентитетот, односно што ќе речат gender identity syndrome тука на Запад, колегите пак ќе потврдат. Ако нашето општество е во криза на идентитет, кај што познатите вредности од минатото со кој што сме ние воспитани повеќе не се вредности, луѓето лутаат. Не знаат кој се, што се, не знаат дали се машко или женство веќе. Нели, зборувам за заеднички пристап од повеќе институции, па дури после тоа да се реши овој проблем. Инаку, само од медицински аспект, секако дека колегите ќе ги третираат како пациенти. Но една студија за кои се тие причини и како се врзани со идентитетот и другите општествени, значи ова социо-политички проблем може да биде во ова денешно време, кај што повеќе е важно партиското отколку етичкото, нели? Повеќе е важно етничкото отколку етичкото. Да се забрзаме на темата. Ако зборуваме за Запад, на Западот токму неизбежноста од казната, обележувањето, апсењето пред телевизиски камери, тоа е тоа што ги одвраќа во моментот луѓето на Западот да не престапат или жегосувањето на адресата и така натаму. Наспроти тоа, кај нас пред камери се апсат за друго луѓе, а овие ги именуваме со иницијали. Благодарам многу, господин Стојадин. Интересно, дали околу мерката што предложи господинот Мојлјановски е радикална, например, не да се жигосува, да се дефинира сторителот, со тоа дека тој сторител да биде изолиран, да биде апострофиран, е вистинскиот начин.
докторе, и вас би ве прашал, и другиот доктор, меѓутоа и вас. Значи, со оглед дека ако се помеки мерките, сторителот повторно ќе се врати на... Видите, знаете што, ние тука постојано ни прети опасноста, бидејќи не има од различни професионалности, постојано прети опасноста дека ние акцентираме повеќе еден дел, а помалку друг. Ова е комплексен проблем и затоа се тука мултипрофесионалци собрани. Но во светот постојат различни модели. Секој од нас во својата сфера ги прати тие модели. Ако прашувате, ако се враќаме пак на таа казна или на сето тоа, јас реков, ние мораме да почнеме на проблемот, сега ќе пробам да бидам краток, од детето, од жртвата, нели, каде што го едуцираме за приватност, да не се повторувам, значи го учиме и му дозволуваме, пазите, му креираме, тоа е наша задача, му креираме и простор и време каде што ќе зборува за тоа. Ние мораме да им оставиме време и простор на тие деца. Алиенацијата ја спомна господин Гиновски, отуѓувањето внатре во семејството, во поширокот општествен контекст. Тоа е проблемот. Ние не зборуваме, ние не гледаме, нели, не гледаме што се случува. Знаци, велите, кои се знаците кај жртвата? Дали детето е повлечено или е станало хиперактивно или станало, што ја знам, почнало да црта чудни цртежи. Има многу знаци за кои што ние може да зборуваме, се емисијата е прекратка за сето тоа. Ама сето тоа ќе се примети ако има време и простор за тоа. Значи, меѓу другите теми што ги сега даваме на децата како факултативни, треба да дадеме темата за нивното ментално здравје, за нивното психофизичко функционирање и да се вратиме на тој директен близок контакт. Понатаму одиме сега нели према злосторниците. Што да правиме со нив? Рековме, тоа е расстройство, има и други некакви нели екземплари кои што излегуваат од рамките на педофилијата, ама за тие друг пат би зборувале, но ако веќе го означуваме како таков сторителот, има казна која што ќе биде таква како што ќе одреди правосудството, а во времето на обстојување во пеналната институција треба да се обидеме, да барем 30% што вели Левенски, се обидеме да не направат рецидив кога ќе излезат. Сега, после тоа, велите обележување на куќа. Не знам, можеме да се договориме за сето тоа. Веројатно, јавноста треба да биде будна, но јас би рекол нешто друго. Треба да копираме малку од оно што се работи. Ние мораме да создадеме мултипрофесионални тимови кои што еднаш за секогаш ќе бидат одговорни за оваа патологија. Социо, психопатологија или како ќе наречеме. Што значи? Америка ги има така наречени Child Protective Division, кои што излегуваат. Тие се од рамките на центрите за социјална грижа. Они излегуваат на терен. Они веќе ја знаат жртвата, ја гледаат, го гледаат сторителот, ако е внатре семен, го извлекуваат од таму, один или понатака во процедура полиција, судство и така натаму, и потоа го следат постојано. Кога ќе излезе од затворот, истите луѓе нели имаат постојани контакти. Па го следат на работа, нели тоа е како се вика, тие се мандаторни казни каде што има и постпенално следење. Значи не мора да биде тоа полицијата па да создадеме нели се некаков полициски систем кај што сите луѓе ќе се плашат, а може во социјалните служби, контакти на неделна, на месечна база и така натаму. Значи сето тоа е измислено, само нас ни е потребна општествена акција каде што сите овие институции ќе ги потурнеме малку да почне да работат. Ај по една минута секој од вас ќе даде кон финале. Повелете, од вас ќе започнам со професор. Самите на почетокот кажат дека насловот на емисија е зошто и дали се молчи. Да. Одговорите што со колечката Тања како представници на таа работна група што беше укажана, че сите овие активности што ги кажавме во оваа емисија укажуваат тоа дека преку овие акциони планови министерствата кои се повикани се малте не од утре треба да почнат, нели? Некои веќе се започнати со активностите. Меѓутоа, самите спомнате дека овој проблем медиумски малку е третиран. Јас се сложувам. Заради ова што е малку третиран, токму ние за тоа расправавме во нашата стратегија, во нашиот акционен план ставен дека мора Советот за радиодифузија да води поголема сметка кога се емитуваат емисии, речеме пред некој ден, јас си поставам прашање не само дали се молчи како што викате вие, него дали некоја емисија може да поттикне нешто. Пред некој ден имаше емисија во Живо одеше, кај што се збореше за хомосексуалноста, нели кај луѓето. Така. За жал таа емисија на Западот не прави такви емисии во Живо да ги пуштат. Него први се снимаат ако нешто има, се сечи, не се дава во јавност. Значи, апелот е до Советот за радиодифузија да води поголема сметка и што е најважно, нешто што е многу битно за нас, локалната самоуправа не треба да останува настрана од сето. Ако веќе се децентрализира во образованието, треба да бидат и тие будни со сите нивни служби во локалните самоуправа. И овие денови заедно во соработка со социјална политика, на владината сектори, така натаму правда,
ќе одржиме состанок со ЗЕЛС. Ние ќе продолжиме со тоа. Што понатаму? Една порака до граѓаните, јас имам на крајот од емисијава да кажам, да ги охрабриме граѓаните да го пријавуваа овој вид на кривични дела. Не смееме да ги затвараме очите доколку нешто сме виделе, нешто сме слушнале. Ако не сакаме да дојдеме во најблиската полициска станица, имаме можност да седнеме и да напишеме, да го ставиме сето тоа на хартија, што сме го осознале, што сме го виделе, и нека биде тоа анонимна пријава до Министерството за внатрешни работи, за да ние можеме понатаму да истражуваме и да постапуваме. Кратко, кој може да влезе во семејството? Рано откривање. Затајува одговорно родителство, психолози, педагози, социјални работници немаат капацитет да постигнат со 300 деца во училиште, центрите за социјална работа може да влезат во дисфункционални семејства, рано да го откријат можното ризично однесување на педофилот или сексуалниот злоставувач и да му помогнат на детето жртва, едноставно насилникот да го отргнат од семејството. Центрите за социјална работа имаат големи ингеренции и мора да имаат увид во сите семејства, посебно во рурални средини, таму каде што тешко се стигнува, па дури и немаат ни можност ни наставниците и психолозите да имаат увид. Центарот за социјална работа е многу клучен ако затај родителот и училиштето. Приоритетно на Министерството за правда за оваа година и за наредната година секако ќе биде најнапред во првата половина на 2009 година финализирање на процесот на реформа на казненото законодавство, односно усвојување на измените и дополнувањата на Кривичниот законник и Законот за кривична постапка. Во Кривичниот законник и покрај овие усвоени измени од 2008 година повторно предлагаме дополнувања во действијата на извршување на овие кривични дела, со што очекуваме дека ќе ја зајакнеме казнената политика во превенцијата од овие кривични дела. Исто така приоритетно ќе ни биде реализацијата на програмата за третман на сторителите на овие кривични дела. Пропуштивме да кажеме дека акциониот план има предвидено ваква активност. Министерството за правда ќе биде носител на оваа активност и во соработка со сите колеги кои што денес учествуваме на оваа емисија, очекувам дека ќе секако со компарирање на искуството од други држави ќе реализираме една ваква програма. Ние ќе ве следиме. Министерството за труд и социјална политика, а преку центрите за социјална работа низ државата, на вистина во последно време неверојатно големи ингеренции во спроведувањето на сите превентивни активности од буквално сите области. Меѓутоа, тоа не е причина да одговорното родителство за кое сакавме да збориме, а не стигнавме во оваа емисија, и одземањето на родителско право може би е еден од приоритетите во справувањето со оваа општествена негативна појава. Ние во последно време, и се тоа го истакнувам, многу често со помош на пријавите од полиција и од другите органи, многу често ја поднесуваме оваа берка. Во секој случај и ќе продолжиме интензивно да соработуваме со. Ние ќе поканам за старателството, одзимањето на старателството. Професоре, јас некако стикнав впечаток, меѓутоа можеби и не е така. Не сум за тоа да собираме настани и кривични дела, туку да тие се во моментот, а последиците остануваат во далечната иднина. Меѓутоа, почитувам тоа дека во секое кривично дело е решението. Ако навлеземе, ние ќе го најдеме тоа јадро кое ќе ни каже како да постапиме, и во него има и патоказ и одлуки за кои не треба премногу да компliciramo. Многу ви благодарам. Навистина што начнавме на тема која е жешка тема, Жежо Костен. Значи, ве очекувам повторно. Реков дека во овие изминати 2 години 200 емисии реализирав заедно со оваа прекрасна екипа. Не значи дека ви велам збогум. Почитувани гледачи, наредната недела ми истекува договорот со македонската телевизија. Па не знам вие колку сакате гласот на народот да постои и на оваа телевизија, бидејќи ние навикнавме, бевме многу телевизии. Сакам да ми пратите порака на мојот мејл гласот на народот gmail.com и да дадете ваши предлози и мислења за оваа емисија. Уште еднашка сакам добро здравје, успех во работата, ве очекувам во наредните емисии. Моја наредна емисија што сакам да продолжаме е за сексуалното воспитување. Колку тоа е присутно меѓу нас, колку сме едуцирани и што нам ни се случува кога не сме едуцирани, во кој правец одиме, дали во правиот или во кривиот правец. Јас ќе ве замолам, почитувани драги мои пријатели, родители, значи воспитувајте ги вашите деца, сакајте ги вашите деца, посветите им внимание максимално на вашите деца. С крај да не го фатат лошиот или кривиот пат. Пријатна вечер, утре во 20.